Почитувани представници на земјоделските здруженија во Република Македонија, почитувани земјоделци и останати присутни, почитувани представници на државните институции, почитувани дами и господа, почитувани пријатели. Развојот на земјоделието е една од нашите стратешки приоритети. Тоа е област каде затекнавме една од најхаотичните состојби во државата во 2006 година, која беше резултат на повеќе годишна стагнација и запоставеност на земјоделието и на земјоделците. Преку напорен труд, преку континуиран диалог со здруженијата и контакти со земјоделците, реализација на постојани мерки и овозможување на подршка, успеавме да создадеме услови за достоинствена екзистенција на многу земјоделски семејства. Но земјоделието е комплексен процес, кој треба да се придвижува во нагорна линија. Потребен е дополнителен напредок. Таму се потребни постојани иновации, надоградување и прифаќање на работите кои веќе се применуваат во развиените земји, а кои носат нов квалитет и поголема заработувачка за земјоделците. Покрај многуте предуслови за земјоделското производство, два се клучни. Неопходна е почва и неопходно е наводнување. Република Македонија располага со квалитетна почва, а наводнувањето е предизвик кој доколку се надмине и контролира е еден од главните фактори од кој зависи големината на приносот. А од приносот на земјоделците им зависи големината на заработувачката и на профитот. Затоа денес сакам да објавам нова голема мерка, што ќе биде од исклучителна помош за земјоделците. Ќе предвидиме можност за дури 80% подршка од државата за системи капка по капка и ископ на нови бунари. Воспоставувањето на систем за наводнување и соодветно дозирање на водата во целиот производствен систем овозможува зголемување на земјоделските приноси кај некои култури и за неколку пати. За таа цел, а во насока на подобро искористување на природните ресурси, предлагаме субвенционирање за воспоставување на алтернативни системи за наводнување и воспоставување на системи капка по капка. Целта на оваа мерка е зголемување на обработливите површини под систем за наводнување, за подобрување на квалитетот и приносите на земјоделското производство. Право да конкурираат ќе имаат физички лица на кои земјоделството им е примарна дејност, регистрирани земјоделци за производство на раноградинарски производи или за овоштарство. Понатаму, земјоделски компании или земјоделски задруги. Цел на набавка е опрема за воспоставување на систем за наводнување за расадници, одледување на раноградинарски култури, овоштарство или за наводнување на стакленичко или пластеничко производство. Преку мерката финансиски ќе се подржат земјоделците и земјоделските стопанства за инсталирање на модерни системи за наводнување. Тоа ќе донесе сериозна заштеда. Проценките говорат дека цените за чинење за инсталирање на систем капка по капка за површина од 1 хектар за следните површини изнесува: за овошен насад 105.797 денари, за лозов насад 114.422 денари и за систем за наводнување на пченка, житни култури 123.000 денари. Значи, цените на овие системи по хектар чинат некаде од околу 1.600 евра до околу 2.000 евра по хектар.
80% од средствата за реализација на наведените активности ќе бидат обезбедени преку државата. Ќе бидат обезбедени преку програмата за рурален развој на земјоделството, а остатокот од средствата ќе ги обезбеди корисникот. Максималната површина за која ќе се однесува поддршката ќе биде до 50 хектари. Значи, до 50 хектари ќе има 80% субвенција од страна на државата. Например, согласно преходните пресметки за 10 хектари за наводнување на житна култура, вкупната инвестиција за капка по капка ќе биде 1.123.000 денари. Дури 984.000 денари, односно 80%, ќе покрие државата. Ова се пари кои остануваат во џебот на македонскиот земјоделец, а остатокот го обезбедува корисникот. Овие 20% кои треба да ги обезбеди корисникот од сопствени средства, за другите и земјоделските компании кои имаат и поголеми површини, каде инвестицијата е и позамашна, може да искористат ефтината кредитна линија од Македонската банка за поддршка на развојот, која обезбеди 10.800.000 евра за ефтини кредити на земјоделските стопанства. Каматната стапка е само 2%, а рокот на отплата до 5 години. Што се однесува до ископот на бунари, просечната сума која е потребна за изградба изнесува околу 150.000 денари, околу 2.500 евра, на длабочина до 50 метри. Со оваа најнова мерка, државата ќе покрие дури 80% пари кои остануваат како заштеда за земјоделецот. Дополнително ќе бидат извршени и законски измени, со кои што ќе се олесни, поедностави постапката за добивање на водостопански дозволи за изградба на бунари. Со мерката која ја предлагаме, не само што земјоделците ќе заштедат 80% од сумата за инсталирање на системот и изградба на бунари, туку и ќе имаат зголемен принос, што значи екстра профит и заработувачка. Затоа е потребна масовна примена на системот капка по капка. Затоа државата, владата ќе излезе во пресред на земјоделците, за да може што помасовно да биде искористено и употребена оваа мерка. Целокупната мерка која денес ја предлагаме треба да започне да се применува од јануари 2017 година. Апликациите ќе може да се доставуваат од октомври 2016 година и ќе се издвојуваат по минимум 3 милиони евра годишно, а по потреба износот ќе расте. Почитувани присутни, ова е важна можност за земјоделците. Современите системи за наводнување како капка по капка нудат решенија која намалуваат потрошувачката на вода, го намалуваат непожелниот вегетативен пораст, го зголемуваат квалитетот на производот, гарантираат константен квалитет и, што е најважно, носат многу поголем принос. А сега нешто за тоа како почнува да се користи и која е вредноста на системот капка по капка. Системот капка по капка е измислен и усовршен во Израел во 60-тите години на минатиот век и во сферата на земјоделието се применува како револуционерна техника која буквално неповолните површини ги претвора во корисно земјоделско земјиште. Првиот експериментален систем од ваков вид е воспоставен во 1959 година, за да многу брзо се распространи и се основа компанијата за наводнување наречена Нетафим. Ова израелска компанија ја има развиено и му има понудено на светот првиот систем за наводнување, капка по капка, и до ден денешен е светски лидер на така наречени паметни смарт системи за наводнување. Со 28 подружници и 17 производни капацитети, Нетафим вработува 4300 вработени ширум светот и им нуди иновативни решенија на производителите од 110 земји во светот, без разлика на големината на производните стопанства.
А сега нешто за примена на системот во Европа. Ефикасниот систем за наводнување капка по капка станува се позначаен за земјите од Европската Унија. Во 2010 година системот е прифатен како основен метод за наводнување во 3 земји членки на Европската Унија, односно во Словенија, Малта и во Кипар. Па така, системот беше најпопуларен облик на наводнување во Кипар, применет од 75,9% од сите земјоделски стопанства. Значи, речиси 76% од сите земјоделски стопанства го користат овој систем во Кипар. Во Малта го користат 52,5% од сите земјоделски стопанства. И во Словенија го користат 52% овој систем на наводнување од сите земјоделски стопанства. Од податоците се гледа дека системот капка по капка во просек е застапен кај 30% кај земјите членки на Европската Унија, со подеднаков удел со системите на наводнување со распраскување и системи на површинско наводнување. Зошто е добар и зошто е корисен системот капка по капка и што представува оваа технологија? Наводнувањето капка по капка има многу предности во однос на другите начини на наводнување и тоа. Прво, водата оди таму каде е потребно, што е една од најголемите предности на овој вид на наводнување. Второ, траките, цревата, се поставуваат непосредно покрај растенијата, така што се наводенува само зоната на кореновиот систем. Водата оди директно на коренот на растенијето. Трето, овозможува заштеда на вода, која е ресурс кој недостасува на глобално ниво. Заштедите на вода се најмалку до 30% во зависност од составот на почвата. Ефикасно се искористува водата, со тоа што се наводенува само зоната на коренот и не се заливаат делови на кои нема растенија. Се намалува количината на вода за залевање и се овозможува истата количина на вода да се искористи на поголема површина, затоа што се прават заштеди. Четврто, лесно се инсталира. Системот капка по капка е релативно ефтин систем за залевање и лесно се поставува. Обуката за земјоделците е кратка и лесна, што значи дека секој може да го практикува системот, независно на неговото образование или било кои други карактеристики. Пето, се овозможува рамномерно и прецизно залевање. Нема промени кај растенијата заради брзата промена на режимот на влагата. Шесто, се намалува појавата на плевели заради наводнување, исклучиво во зоната на кореновиот систем. Намалена е појавата на плевели бидејќи нема непотребно влажнење на околната површина. Овој систем наоѓа широка примена. Прво, може да се користи на различни конфигурации на теренот и на различни типови на почви. На траките се наоѓаат капалки кои пропуштаат различна количина на вода од 2 до 12 литри по метар. Врз основа на карактеристиките на теренот, водата и потребите на растенијата за вода се одредува правилен режим на наводнување врз основа на кој се врши избор на траките, односно цревата за наводнување. Второ, системот капка по капка е идеален за прихранување на растенијата, затоа што на тој начин се врши дозирање и апликација на храна директно во зоната на коренот. Трето, овозможува примена на неопходни химикалии заедно со водата, што има предност и од економска, се заштедуваат химикалиите, и од еколошка гледна точка. Не се става премногу па да биде штетно по здравието. Четврто, се намалуваат габните заболувања кои настануваат со задржување на водата на лисјата. Пето, може да се користи без создавање на ерозија на почвата на наклонети терени. Шесто, овозможува наводнување во текот на цветањето без загрузување на опрашувањето. Седмо, постои намалување
односно намалена опасност од засолување на почвите. Честото наводнување влијае на намалувањето на концентрацијата на соли во почвата, ја елиминира можноста за директни оштетувања на листот од висока концентрација на соли. И осмо, не бара посебно одржување и нема дополнителни трошоци за одржување. Примерите кои се реализирани кај нас во Македонија покажуваат дека со правилна употреба на системот, приносот може да се зголеми за половина, а кај некои култури и за повеќе пати. Сега зборуваме за зголемување на приносот. Пример 1. Официјалните приноси на пченка во Македонија, официјалните приноси, просечните, е околу 4,2 тони на 1 хектар, додека со еден проект што беше направен во Македонија со подршка на USAID на мала површина, со која се подржа инсталирањето на систем капка по капка, постигнат е просечен принос, од 13 тони на 1 хектар. Значи од 4,2 на 13 тони од 1 хектар. Со заштеда на вода. При тоа. Или повеќе од 3 пати во ситуациите кога се употребува системот. Додека генералниот распон на производството се движел од 8 тони, па стигнува и до 18 тони по засејан хектар. Значи просекот од 4,2 на 13 тони, но некаде стигнувало и до 18 тони по хектар. Зависно од други фактори, како што е климата, квалитетот на почвата и слично. Но сето тоа било далеку над она што било добиено преку употребата на традиционалниот начин на наводнување. Дополнително, зголемено било и количеството на силажа, што исто така се користи како сточна храна. Пример 2. Системот капка по капка беше поставен на опитно поле во јуни 2014 година со подршка на проектот на USAID за експанзија на мали бизниси. На полето од 1 хектар сончогледи, значи ова претходно беше за пченка. На полето од 1 хектар сончогледи во Пелагонискиот и во Полошкиот регион се овозможија приноси од околу 5 тони или 4 пати повеќе од националниот просечен принос кој е 1,2 тони по хектар. Значи од 1,2 тони на 5 тони по хектар откако се воспостави овој систем во делот на културата сончогледи. Квалитетот на сончогледот е исто така значително потребен, подобрен. Значи не само што е зголемен приносот, значително е подобрен и квалитетот на сончогледот, што исто така влијае на цената на продажба. Во споредба со насадите кои не се наводнуваат соодветно, а со тоа се гарантира повеќе од двојно поголема откупна цена. Значи 4 пати поголем принос, двојно поголема цена заради подобриот квалитет. Значи преку употреба на системот капка по капка за половина, двојно, некаде тројно или повеќе се зголемува производството. Таквото зголемено производство, значи половина, двојно, тројно или повеќе пати зголемени приходи за земјоделецот, што ќе значи и можност за заработка, можност за реинвестирање, можност за проширување на производството, инвестиција и средства за користење на некоја друга мерка поволна за неговото производство. Што значи можност за екстра заработка и збогатување на земјоделците. Почнуваме да зборуваме за збогатување на земјоделците во Република Македонија. Истовремено, на овој начин ќе се намалат и несогласувањата за распределба на водата како ресурс и трошоците за скапи и тешко одржливи системи за наводнување, кои често пати се поскапи и од родот. Затоа е потребна масовна подршка и примена на системот капка по капка, зашто покриваме дури 80, односно ќе покриваме дури 80% од трошоците.
Пред инсталирање на системот капка по капка, за да се обезбеди прецизност и ефикасност на истиот, корисниците ќе бидат охрабрени, но и поддржани, помогнати, да ја користат мерката покривање на 70% од трошоците, а ќе бидат преиначени во 80% од трошоците, за спроведување на агрохемиски анализи за земјиштето и останатите услови од добрата земјоделска пракса. Со проверка на земјиштето ќе се одбере соодветната култура која е оптимална за производство на дадената почва, а системот ќе се прилагоди врз основа на квалитетот на почвата, но и временските услови, зашто веќе се реализира проектот за поставување на агрометеоролошки станици, од каде регистрираните земјоделци во системот ќе може да добиваат податоци за микроклиматските услови по СМС порака, со што ќе се обезбеди правилно користење не само на системот за наводнување, туку и на заштитните средства и средства за прихрана на растенијата. Статистиките покажуваат дека системот капка по капка е најекономичен. Пример, при производство на лута пиперка, количината на вода со системот капка по капка се намалува за 34% до 50%, а приносите се зголемуваат помеѓу 33% и 48%. Значи, без малку половина повеќе од кога не би се применувал овој систем. Кај крставицата, приносот се зголемува до 1,8 пати. Кај гравот, приносот се зголемува до 2,6 пати. А кај комперот, за 27%. А потрошувачката на вода се намалува за речиси 30%. Оваа статистика покажува дека земјоделецот ќе има драстично поголема заштеда, но и заработка која е поголема дури и од субвенциите. Имено ако на некого му се овозможи 4 пати поголем принос, по зголемена цена на производот заради зголемениот квалитет, тоа веројатно ќе значи како да му се зголеми од 10 или 15 пати како да му се зголемила субвенцијата. При тоа државата не троши за субвенции секоја година толку многу, 10 до 12 пати или 15 пати зголемени, а земјоделецот ги прима со продажбата на својот производ, кој што е количински далеку поголем и квалитетно далеку подобар. Почитувани, ова е само еден од многуте проекти кои ќе бидат дел од новата програма. Ние сме во постојана комуникација со здруженијата на земјоделци и со самите земјоделци. Ние добро знаеме што е она што му е потребно на македонскиот земјоделец, затоа што сме во дослух со него, затоа што сме во постојан контакт и диалог со земјоделците. Новата програма ќе биде одговор на тие проблеми и ќе содржи и многу други реални проекти со конкретни рокови кои знаете дека ги реализираме. Тоа ќе биде програма за Македонија, онаква како што ја градиме и секој еден граѓанин ја заслужува. Напредна, стабилна и силна. Ви благодарам.